Јас првично станав прво маќа, а потоа станав мајка и мислам дека во целиот тој процес клучна улога имаше мојот посинок, кој што еден ден рече јас сакам братче. Кој што никако не беше ни на дневен ред, ниту поразмислувавме на таа насока, нели, сите што бевме во врска со сопругот. Во периодот кога размислував првпат да станам мајка или првпат се соочив со прашањето мајчинство, кога моите пријателки веќе имаа свои деца, нели, на тие рутински контроли кои што секоја една жена треба да ги прави, ми кажа дека имам полицистични јајници, дека тоа е состојба во која што многу тешко се стасува по природен пат до бебе и некако многу ме обесхрабри. Можеби па од друга страна, токму затоа Бог ми го прати Иван како детенце во мојот живот и Горан како сопруг, да ми покажат една друга страна, да ми кажат дека окей, сепак дури да не можам да се остварам, нели, како мајка, секогаш ќе го имам Иван кој што можам да го воспитувам, да бидам тука во неговиот живот, макар и како маќа, нели, иако не е биолошки мој, што пак ме ослободи веројатно. Се подготвував за роден ден, не ми беше добро, земав тест и дознав дека ќе бидам мајка. Еден преубав подарок, Зоран. Поубав подарок, мислам дека на една жена не може да и се случи. Очекував и многу оптимистички настапив дека се ќе биде во ред. За жал беше тоа една многу тешка бременост, но од друга страна па тие моменти веројатно ме подготвија за она понатаму кој што следи. А тоа е самото раѓање и самите предизвици кои што ги носи едно родителство.